Bota po hyn në një fazë të re të elektrifikimit, ndërsa kërkesa për energji elektrike do të rritet ndjeshëm. Në vendin tonë deri në vitin 2040 pritet të rritet me 26%, prandaj të gjithë aktorët në shtet duhet të kalojnë në zbatimin e projekteve të rëndësishme infrastrukturore në sektorin e energjisë, të cilat do të mundësojnë prodhim më të madh të energjisë së pastër, pasi vendi ka kapacitete, ndërsa financimi nuk paraqet problem. Këto janë disa nga përfundimet e forumit energjetik të Maqedonisë, i mbajtur së fundmi në Shkup, të cilat i përsolli drejtori i Institutit ZIP dhe i forumit energjetik të Maqedonisë, Agim Selami, në emisionin Biznes 21. Прашањето веќе како тоа ќе го направиме, како ќе ги изградиме проектите, како ќе ги финансираме, како ќе ги модернизираме институциите, како ќе ги подготвиме луѓето, бидејќи човечкиот капитал е најважна алка во енергетската транзиција и со други зборови мислам дека веќе преминуваме од амбиција кон имплементација. Втора важна порака е дека енергетската безбедност и климатската политика повеќе не се одвоени како теми. Si shtet i vogël kemi bërë përparim të konzervueshëm në tranzicionin energjetik dhe vendi ynë është më ambicioz në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Tani më të rëndësishmit janë interkonektorët dhe forcimi i kapaciteteve të rrjetit ton energjetik, theksoi ekspertja për financa të gjelbra Olimpia Hristova Zaevska. Македонија мораме да нагласиме дека веќе беше дел од една сериозна транзиција кон обновливи извори на енергија, па така ако ние во 2020 имаме некој 30 мегавати инсталиран капацитет соларна енергија, а веќе 2025 имаме околу 1200. Значи тоа е огромен раст, тоа е над 3000% раст, така што тоа е и го имаше вкупно инсталирано повеќе од сите заедно 6 во 2024, така што од тој аспект имаме доста сме напред во смисла на тоа дека ја видовме потребата од обновливи извори на енергија. Të dy të ftuarit u bajtuan se vendit i mungojnë kapacitetet administrative për realizimin e investimeve të tilla. Том дека уште ни недостасува административен капацитет за да ги абсорбираме тие средства, ни недостасуваат доволно обучени кадри кои што би работеле на таквите проекти. Тука зборувам за инженери, зборувам за планери, за луѓе кои што се од таа бранша и без таков еден обучен човечки капитал, мислам дека сите проекти не би можеле да се имплементираат или спроведуваат на начин како што треба. Потреба од подобар капацитет за проектирање на вакви инвестиции и самите што викаме клучни институции кои треба да се дел од тој процес, треба многу побрзо да се пореспонзивни и администрацијата да нормално да си ја свати таа улога многу посериозно. Така што паѓаат нам би рекла на некои, ајде да кажеме банални, ако може да ги кажеме, грешки, но кога тоа ќе го соберете, станува сериозно, а капиталот јас дефинитивно ќе кажам дека е тука, бидејќи investitorite çekaat vakve investiции. Sipas tyre mungon edhe informimi më i madh i qytetarëve për përfitimet që sjell tranzicioni energjetik.